Ако сите кризи продолжат обединето, храната може да достигне нечовечки цени, смета председателот на Светската банка Дейвид Малпас. Светот се соочува со човечка катастрофа поради кризата со храна предизвикана од руската инвазија на Украина. Рекордниот пораст на цените на храната ќе турне стотици милиони луѓе во сиромаштие доколку кризата продолжи. Ова најмногу би ги погодило сиромашните кои ќе јадат помалку и ќе имаат помалку пари. Велат од Светска банка. Поради големата опасност, од Светска банка предлагаат наместо субвенционирање на производството или ограничување на цените, државите да работат на зголемување на понудата на ѓубрива и храна, со насочена помош за несиромашните луѓе. Кај нас, за сега кризниот удар се сведе на цените на зејтинот и горивата. Откако претходно, државата спречи поголем ценовен удар со компензација на дел од трошоците за струја, леп и други основни артикли. Но, економистите тврдат дека опасноста е долгорочна и дека крајот на кризата од сега не се гледа, бидејќи во прашање се години. Кризната тенденција е непредвидлива. Сега реална опасност е појавата на криза во криза, што произлегува од неможноста на земјите во развој да ги сервисираат своите големи долгови за пандемијата, во услови на зголемени цени на храната и енергијата. Велат од Светска банка.